Па не знам, не купувам ја. Не купувам ја, тоа жената купува, нема. Се помалку се откупува оризот и кога има заинтересирани откупувачи. Производителите се соочуваат со пониски цени. Разочарано раскажува оризопроизводителот Горан Јанев. Тој вели дека прво им се нуди една цена, а потоа таа се намалува. Јанев тврди дека младите се почесто се откажуваат од земјоделството и заминуваат од државата. Моментално кажуваат по 18 динара, а не го откупуваат. Значи, ќе ти каже, ќе однесеш мустра, ќе ти каже 23, после ти кажува 18 динара. И барнав цела приколица со 18 бреке. И не го откупуваат пусто. Пари после 6 дена. Земјоделието веќе ќе замира. Младината нема да се занимава со производство, то дефинитивно дека ќе биде така. Уште ние, оваа наша генерација, што сме тука по 44-5 години, што се занимаваме со земјоделие, тоа окей, а овие по 20-25 години, тоа дигат раци и заминуваат од државата. Анкетираните граѓани се согласуваат со Јанев и сметаат дека оризот од производителите се откупува по минимална цена. Според нив, крајната цена во продажба е добра и прифатлива, па секој може да си дозволи да купи ориз. Не е скап. Така, откупо е голем. Откупо. Зимати го минимална цена и тоа е. Земјоделието треба да стимулира. Државата да ги малку потикне, не знам. Важно не е скап. Ја немам некоја пензија, кој знае каква, за да кажам дека е скап или не скап у тај дел. Не е скап, таман. Толку си вреда цената. Колку купуваш? Па 100 денари. Добро, па и не е баш, ама за нас е скапа, ама добра е цената, добра е. Сега за сега, нешто ефтино, нешто скапо, така ќе биде. Разликата меѓу откупната и продажната цена ја чувствуваат производителите, но не и потрошувачите кои велат дека оризот останува достапен и може да си го дозволи секое домаќинство.